Здраво на сите, јас сум Дејан, ова е Tonight. Нема да трошам многу време за да се запознаеме, ќе ви кажам само една интересна работа за овој канал. Овој канал случајно се претвори во Moto Travel канал. Искрено тоа не беше мојата идеја, имав многу друга визија со многу поекстремен содржински контент. Но можеби еден ден ќе го објавиме и тој контент, но за сега заедно ќе патуваме на две тркала. Ја носам со мене заедно на секоја убава тура, ќе ги споделувам моите искуства од патот, моите грешки и све останато. Но првата приказна мора да почне од самиот почеток. Како положив за категорија, колку ме чинеше цело тоа задоволство и дали се исплатеше. Ајде да видим, останете со нас. Ја извадиме парички и да одиме во автошкола да уплатиме. Секако трошокот ќе го снимиме цел вкупен трошок, значи од нула до возачка. Ќе успеам, па после одиме да гледаме некој мотор. Паричките се тука и може да одиме. Ние стигнавме сега во автошкола Шкорпион да уплатиме за возачка, па ќе видиме како ќе да работи. Епа, луѓенца, уплативме, цената е 20.000 денари за часовите и за теоретска настава и за возење. Така да, тоа ни е завршено. Сега следно што доаѓа е да уплатиме за лекарско и да го доставиме во автошколата. Понатаму ќе видиме. Се гледаме. Конечно го земавме и лекарското. Заплативме 1200 денари и се останува да го несеме во автошкола. А тоа нема да ја покажам. Тоа ќе внесеме, па ќе видиме следно што иде. Еден мал апдейт. Сега само што искочив од МВР, жително го земете. Потврда дека немате активна забрана. Без таа тврда нема да може да полагате полигони градско. И сега тоа се вади во МВР, во соба 25, 50 денари кошта отварањето. Платите 50 денари, во рок од еден ден ви го издава. Денеска одите, преку имате веќе документот. Кога ќе дојде ред за полагање, го приложувате тој документ кај што платите таму, за да можеш да возиш, без тоа ништо. Ето еден мал апдейт. Сега одам моментално во Шкорпион, имам практична настава, така да ако можам да снимам нешто таму ќе ви снимам, ако не, ќе ви раскажам што се случи. И теоретската настава се повторувавме совраќајните знаци, раскрсници, правила, сето тоа што сме го учеле и за Б категорија, само што во пократка верзија и немаме тестови за полагање. Доколку немате воопшто никаква возачка, можно е да имате и тестови за полагање. И тоа беше накратко што ќе учите на теоретска настава и сега може да одиме на практична настава, односно полигон. Екипа дојдовме. Полигон насот. Сега ќе чекаме само што инструктор да дојде и да видиме што ќе прави. И видиме сите вежби, дали ќе биде тешко или не баш тоа што го замислам. Првичното влегување на полигон, доколку никогаш немате возено мотор на брзини, не зборам за скутери и такви мотори. Јас во мојот случај имам возено, но доколку немате вие возено мотор, на овој полигон инструкторот ќе ви објасни како да тргнете, како да застанете, која е предна кочница, задна кочница. Основните работи за да појдете и првиот час буквално ќе ве пушти да вртите кругови низ полигонот. Полигонот е обезбеден со знаци, семафори и све што треба. Иначе, практична настава за ова што е на полигон има 2 дена. Првиот ден би е за обука или за поаѓање, за станување, вториот ден инструкторот ќе ви покаже вежбите. Во следниот кадар ја гледаме вежбата возење по права линија, споро возење по права линија. На таа вежба буквално мора да возиме на линија околу 25 сантима ширина. Возиме по нејзе, во средината на таа линија менуваме втора брзина и како што се гледа на видеото доле скроз вртиме обратно назад и ја повторуваме истата работа и назад. Возиме прва брзина, втора брзина, застануваме на бележаното место. Тука мора да избациме од брзина, моторот да работи и да се симнеме од моторот.
И тука многу е битно да пазиме кога ќе земеме да огураме моторот напред, да не вртиме пред време додека не искочи задното тркало од линијата. Доколку свртите пред време задното тркало да не е искочено од обележаната линија, тогаш исто како да сте направиле погрешни бодови. Вртите обратно назад, доаѓате на вежбата слалом. Тоа се конуси каде што ние мора да идеме цик-цак. Овдека, каде што е линијата десно и лево, мора да бидеме во линијата. Значи, како што одиме цик-цак, не смееме да излеземе од линијата десно или лево и не смееме, можеме да бутнеме некој конус, но тие бодови, тие негативни бодови, ќе ни се префрлат на градска. Затоа, колку што е можно подобро да изведете оваа вежба, да не бутнете ни еден конус и да не излезете, да не ја допрете линијата лево или десно. Затоа што комисијата ги снима со камера вежбите. И од кога ќе направите тоа, одите скроз лево по другата улица и свраќате назад. Тоа е све од вежбите на полигон. Премногу едноставно, премногу лесно. Само треба малце да се фокусирате и еден мал совет. Немојте пред полагање да ги повторувате вежбите 15-20 пати, како на пример. Повторите ги еднаш до 2 пати, затоа што ако премногу ги повторувате, многу е поголема веројатноста да сгрешите. Ви паѓа концентрацијата. Поминете ги вежбите пред да полагате пред комисија, еднаш, 2 пати или 3 пати најмногу, за да не ви падне нивото на концентрација. И како што гледаме, ево вдека почнува више часовите низ град, се вози само аеродром, се поминуваат сите раскрсници, семафори, знаци. Тоа инструкторот ви го објаснува во текот на возењето. И што може да кажам од ова искуство, дека буквално има, ова е најголемото школа, значи се вози, позади вас вози инструкторот со автомобил и комуницирате доколку имате комуникатор на кацигата или пак со некој става слушалки, некој заглавува телефон во кацигата, кој како се снајде. Инструкторот тука на овие часови има 8 дена, 16 часа се водат. Мислам дека, ако не се лажам. Тие 16 часа да учи буквално све. Кои се слабите точки, каде би можело да возат, каде има ризици за да бидете тук внимателни, каде има знаци подскриени под живи огради или што и да е. И се знае, најтешката раскрсница пред железничка, таа ви ја објаснуваат повторно, пошто како што знаете сите ја забораваме таа и тоа е тоа најтешкото што е од часовите. Но све се учи како го инструкторот ги објасни кој што треба. Дојде денот за уплаќање, дипломата и возачката дозвола мора да се заверат на нотар и да се однесат во испитен центар. Без нив не може да се уплати и мора таа потврда што извадивме од МВР дека немаме активна забрана. Ето ова задоволство, заверка на нотар кошта 470 денари. Морате и да отидете во банка да уплатите 3250. Чини уплатата за полагање за полигони за градска. Сега одиме директно во уплатен центар. Уплатниот центар се наоѓа во Бисер, скалите до Силбо, горе се качувате на спрат и десно. Одите само десно и десно во пролазот. Кој ќе свртите во пролазот, одма се наоѓа тука. Еве денеска стигнавме за полагање на полигон. И сега ќе видиме денеска што се ќе направиме. Игор дека ќе вежбаат, таму гледам дали има мотори. Така да, се видиме ние. Прво заложите
задолжително е овдека на шалтер да платите 250 денари за користење на полигонот. Тоа е задолжително. Како што гледате, го извозев и со комисија, и морам да се повелам дека положив од прва. Сите тие што викаат дека е невозможно од прва се положи, да, може да се положи доколку сте премногу внимателен, доколку внимавате на пешачки семафори, знаци, внимавате на дистанци и сите тие останати работи што ќе ги учите за време на часовите. И тоа е тоа, нема да имате никакви проблеми. Има само една можеби грешка, а може и не е грешка. Имаш еден пешак претрчуваше преку улица кај Тобако 2, намалив само да го пропуштам и комисијата ми го наведе тоа како грешка, но и така да сега во продолжение гледаме поддавање на документи, кои документи ни требаат за возачката дозвола, колку ќе чини и да направиме едно сума сумаре колку све ни искочи овој процес. Стигнавме се умовар за сликање. Не знам колку е забрането да слика, натре ќе ја јавам за трошкови. И како што гледате, овдека еве е уплатницата, поточно барање. Ова е барањето што во МВР го потполнувате. Има таму, како што гледате горе, ставки. И јас уплатив овдека брза постапка. Ме кошташе 1450 денари за брза постапка. И тоа што веќе летото почна, не ми се чекаш една недела или две. Поред тоа, вие ако идете со нормална постапка, може да намалите таа сумата, би било околу 600 или 700 денари. И сега веќе од кога ја земавме возачката, од кога ги гледаме горе на дисплејот сите трошоци, тоа се трошоците кои што доколку положите од прва, ќе ги имате за вашата возачка. Цената е скоро 500 евра, без малце, и моје мислење тоа дека е стварно премногу скапо, но како и да е. Вие останете со нас. Во следното видео ќе гледаме кој мотор го бираме, зошто тој мотор, секако ќе видиме дали сум направил правилен избор. Луѓе, доколку ви се свиѓаше ово видео, поддржете ме со лайк, субскрайб и пуштете го звончето, затоа што наскоро доаѓа видеото со купување на првиот мој мотор. Се гледаме во наредното видео.